глава да се продискутира. Тихо Манде може да ја објаснат. Слава ти, Господ. Добро, еве пак дадени се насловите Египет и Израел, две суштествувања, материјалниот и духовниот свет. Во овој случај Израел се уште не е завршено, како што гледате, не е завршен. Тоа е во процес Израел, да станеш Израел, првата заедница, а потоа да станеш христијанин, нели? Значи тоа е процес, темнина и светлина. И рече Бог нека биде светлина. И виде Бог во битие, значи треба тоа некогаш да го исчитаме, дека светлината е добра и не ја опфати, светлината не може да ја опфати темнината. Значи темнина е практично недостаток на светлина, недостаток на Исус во нашите срца. 17-та глава е почеток. Големи се и недостужни твоите судови, Господи, за непоучените души, затоа паднаа во заблуда. Значи, непоучени, мојот народ гине од незнаење. Овде го има стихови кои се поврзуваат со Новиот Завет, Римјаните 11:33. Мојот народ гине во незнаење. Не знаеш ти како треба. Или си во погрешно учење затруен и не можеш да се спротиставиш. Мислиш дека треба, доволно е тоа, што во умот. Беззакониците затвореници на темнината. Пазете, а после таму, овој вториот стих, овој фрапантен стих исто, 17-тиот вика, тие беа врзани со еднојаже на темнината. Сатаната те врза и те држи, сака да те свлечка, како фараоно, да те врати назад, нели? Кои бие намислиле, значи беззакониците, заробеници на долгата ног, беа намислиле да го измачуваат светиот народ. Знаете, тука е таа суштина, секојаш кој ќе ми кажеш на луѓето ако продолжи да те малтретира, јас му припаѓам на Исус, немој да правиш зло. Ќе го налутиш и ќе треба да плаќаш, можеби бргу око за око, зап за зап. Понатаму вика, се раселе, силно преплашени од привиди. Ние денеска гледаме колку се луѓето завладеани са, демоните се пуштени на најако, сите пијат апче, имаат стравови, необјаснати напади на паника, сонуваат разни работи. Јас се сеќавам, мојата мајка, овој 6-тиот стих година понатаму, пред да почине, не знам кој период беше, година и пол, може и помалку, викаше гледам сенки, доаѓале, ја плашеле. Значи, луѓето пред да заминат го гледаат духовниот свет. И кога ја кажавме во името на Исус да заминеш, еден ден дојде на смејана која ја видовме, ова функционира, во името на Исус повторував и си замина. И носеле скинати коски, искре ова квака ќе умреш, ја плашеле, знаете. Им се јавуваат запалени клади и кога виденијата исчезнуваа од страв избезумени. Ја не знам како, зашто имаат стравови. Тие мислат дека стравот е природен. Природен е кога не знаеш кој си и што си, кога не знаеш дека има духовен свет. Ти се плашиш, не знаеш кој да те спаси и бараш некој да те спаси што не може. Виде сега 7 стих. Падна лагите, овде вели волшебно знаење. Демек знаењето е сила, знаењето. Кое е знаење? Јас се чудам и тоа како тие мислат дека знаат. Почетното е знам дека ништо не знам. Кога не знаеш ти, тој знае. Доволна ти е мојата сила. По фалбите со мудрост на подбив се изложија. Ќе видиш дека знаењето не ти е потребно за Исус. Срце ти е потребно. Зашто вели, оние што беа ветувале дека од страдната душа ќе ги прогонат ужасите и стравовите, Манде кажува се сведо што му рекол, дојди да ти ги симнам јас товарот. И самите страдаа од смешна страводност. Потоа гледаш ке паднеш ти ке лелекаш, па ќе одиш таму како и светот што прави, ќе ти даваат жик на зверот, например. Значи, ти ветува дека ќе ги прогони ужасите и стравовите, не можеш да ветуваш. Исус може, ако ги израмниш сметките, ќе ти ги тргне сите состови, ако не, отплаќаш на рати. 10 стих, безбожништвото е плашливо. Ти кога ќе дојде силата, ќе се тресеш. Злото секогаш го зголемува, кога ќе почне совеста, ќе дојдеш ли ти да кажеш што направив, се покајувам, не треба вака да правам. Стравот не е ништо друго, туку лишување од помошта Божја. 11 стих. Овде вика здраво размислување. Кога ти немаш помош Божја, ти си во страв, ти не знаеш што ќе се случи, ти не си заштитен. Сатаната рика како лав, сака да те проголта.
тие што се христијани и не се христијани, колку е помала надежта внатрешна, духовна, толку поголема ти е маката. Значи, надежта е мерка духовна, верата, љубовта и надежта. Ако се надевам на Исус, не се сомневам и терам напред. 13 стих. Неподнослива ног излезена, доаѓа моментот кој ќе те чукне, ќе речеш сега е веќе доцна, ти си при крајот си дошол, нели, треба да заспиеш во обичен сон, зборува за смртта 13 стих. Додека имаш време на милост, треба да повикаш. Кој нема милости за него ќе нема милост. Затоа велам на луѓето кои ќе им речеш дојди на молитва, дојди, отворена ти е вратата, тој папара своето. Ама разбираш ти или не разбираш? Му влегол сатаната, го измачува, не слуша, не гледа, а вика гледам, јас сум во Исус. Каде си во Исус? Во Египет или во пустината? Ако си ти во Исус, ти ќе работиш, ти ќе бидеш војник на Исус Христос. Видите сега, измачувани од привиденија, очајание, стравови, пи, дај им апчиња и заврши работата. Готов си после. Видете сега, и така таму 15 стих. Кој каде што се нашол е затворен во темнина, без окови. Ти си без окови затворен во темнина, не дозволуваш, нели што вика, бега од светлината за да не се видат неговите дела, оти се лукави. Кој врви по мене Исус, ќе врви по светлина, нема да има темнина. Каква темнина во животот? Што е темнина? Јас се држам за Исус и јас работам за Царството Божјо и ќе издржам до крај. По краткото страдање. Нема да ти даде под полошки им фрла со вкус. Гледајте каков татко имаме. Вкусот, например, како што сака кој да е на Верче еден вкус, на Вера друг, на Станка трет, на Цаци, на Рубин, на Весна, на Звезда, на секој вкусот му го давал што сака. Нели? Значи ти си затворен во темница без Исус во окови. Изборуваш за Исус, а не гледаш дека истите демони од претходната поука лажна те толчат. И земјоделец или пастир или тежок работник далеку во пустињата си заакал. Не идеш во пустината, шеташ лево десно, наместо да се фатиш со Мојсија и да исчекориш да дојдеш до ветената земја. Се предадел на неволја, на неизбежна неволја. Не можеш во пустината. Ке те храни еден период додека треба ти да станеш и да одиш. Ти му вика, кај ќе одиме таму, ќе ни спотепат. Не одиме, се враќаме во Египет. И тие се враќаат во Египет. И тие се, овој стих 17, врзани се со јаже на темнината, сатаната ги влече. Мораш да оставиш се што те влече назад. 19 стих, цел свет е осветлен со јасна светлина. Ако ја прифатиш ти, ако не бегаш од светлината, оние сакаат темнината зашто нивните дела се лоши. Не сакаш да се промениш, држиш до себе. Има пекол, ќе пропадне тој што ми направи. Маж ми, жена ми, брат ми што ми направи, мора да гори. Па човеку, дали разбираш законот и пророците? Се што правиш ќе ти се прави. Тоа се законот и пророците. Единствената заповед, денеска исто Ане кажуваше што изборе 10 заповеди. Нема веќе 10 заповеди. Едната содржи се, љуби го својот ближен како себе си, не му мислам зло на ближниот, го благословувам, му велам не за сатаната, јас сум во Исус, дојди кога сакаш на кафе и молитва. Па не сака така, дојди ти моли се за мене, ајде, дојди. Ако дојде, ако се појави силата, ќе избега. И ти тоа е тоа. Цел свет е осветен, ако ги вршиш работите на таткото, не работиш своја волја, своје царство. Само над нив, тие што не се во Исус, беше распослана тешка ноќ. Он збори цел свет што е надвор од оваа долина на сенка смртна, што е во ангелскиот свет. Над нив беше распослана тешка ноќ. Неверници, лажни христијани, лицемерно братолюбие, слика на темнината што понекогаш ќе ги опфати. Па вика, светлината не може да ја опфати темнината, но ти бегаш од светлината. Ти не си на патот, не си веќе ни во пустината, си дошол во Египет и вика ќе те опфати и вика сам на себе си товар, 20 од последниот стих. Ти си товар, не знаеш што да правиш со себе. Не знаеш зошто и како. Кога знаеш во Исус, не е лесно.
тешко ти е од нељубовта. Ти му зборуваш како на дрво, тоа е истото. Дојди на молитва, имаш проблеми, не вие вакви, вие такви. Добро, ако не сакаш, не можеме ние да направиме ништо. Ако не дојдеш, не сакаш до Мојсей, тие земаа камења да го тепаат Мојсей и Арон, и тогаш ќе ви го дадам тоа што го зборувавте, што го мислите, нели? И изгинаа во пустината. Немојте да изгинете во пустината. Треба да се исчекори. Ако примаш мана, мана се овие слова, овие поуки во вторник, во четврток, во недела, во понеделниците, тоа е мана. Но не е доволно тоа. Треба да исчекориш, да останеш, значи да бидеш осветлен. Вистински на Исус да му предадеш се и да бараш водство да те води и ќе се чудиш некога што се случува, што излегува. Повеќе нема ни да коментираш. Ја ти кажувам на почетокот ќе излезе некој снимка, некој текст, што сум зборувал, а потоа научив само одам во мир, ако некој нешто рече Исус, Исус, и се држам до него и не попуштам, не отстапувам. Знаете, праведникот ќе падне како беше 7 пати или колку пати и безброј пати ќе стане, ќе ти подаде рака и одиш, не стоиш, не си во каута, не си во болница, одиш секој ден, нов ден, нова борба за Исус, зборуваш за Исус, дишеш во Исус, љубиш во Исус. Јас имам татко на небесата кој создал се, вечната љубов. И он доаѓа, како што рече, до дното на пеколот и оттаму те избавува. Слава ти, Господи Исусе Христе, те љубиме. Амин.